Сивата економија со години наназад се провлекува како проблем во македонското општество и ова е нешто на што алудираат и бизнис секторот и синдикатите, барајќи поголема политичка волја за решавање. А како сивата економија е поврзана со прекршувањето на работничките права и како да дојдеме до поголема свест за овој предизвик, се само дел од прашањата за кои денеска разговарам со првиот човек на Сојузот на синдикати на Македонија, Слободан Трендафилов. Можете ли за почеток да ни кажете каква е застапеноста на сивата економија во македонското општество и на кој начин најчесто таа се манифестира, односно како е поврзана со прекршувањето на правата на работниците? Сивата економија може би еден од најголемите проблеми на македонското општество во изминатите 30 години и за жал досега ниту една влада не покажала сериозност во начинот на решавање на овој проблем за целокупното општество. Да не заборавиме, сивата економија ја подгреваат работодавачите и тие се највиновни за растот на истата од неколку причини. Во работните односи непријавената работна сила, односно непријавените работници или половина работно време пријавени, половина работно време непријавени, изнесува некаде околу 11,9% од вкупното работно население во државата, кое е некаде околу 700.000. Изнесува 700.000 работници имаме некаде околу 70.000 работници кои за жал не се пријавени, не им се плаќаат придонеси од задолжително социјално осигурување, а само по тој основ работодавачите го оштетуваат буџетот или државната каса за близу 250 милиони евра годишно, што по принцип значи дека државата недоволно се бори против сивата економија во делот на работниот однос, за да може да ги прибере овие средства во буџетот кои потоа ќе значат и повисоки пензии, повисоки плати и други инвестиции за развој на државата. Ние како синдикати многу пати кажуваме дека потребни се сериозни и храбри чекори од страна на сите влади досега, па и од новата, за решавање на ова горливо прашање за работниците. Работниците кои работат во сивата економија, работниците кои не се пријавени, не можат да подигнат кредит, не можат да планираат семејство, не можат да купат стан, не можат да си овозможат минимум достоинствени услови и достоинствен живот за себе и за нивните семејства. И поради тоа можеби се решаваат на чекорот да ја напуштат државата и да работат во некоја туѓа економија и да градат некоја туѓа држава. Тоа мислам дека треба на сите да им звони во главата, имајќи во предвид дека 250 милиони на годишно ниво според истражувањата кои ги прават е навистина сериозен проблем за буџетот и за редовното функционирање, особено ако знаеме дека планираат зголемување на пензиите, ние синдикатите бараме зголемување на платите и тоа се пари кои остануваат во бизнисот, а од друга страна потоа сакаат да го помогнат бизнисот исто со толку 250 милиони евра од кредит, за да му овозможат со половина милиарда евра годишно да располага и да работи и повторно на штета на државата. Имате ли информации во кои сектори најчесто ја има сивата економија? Сивата економија во поглед на работата на работниците е најзастапена во секторите градежништво, угостителство и туризам, особено овој летниот период. И таму процентот на вработени е огромен кои работат на црно. Мислам дека во градежништвото некаде дури 50% од вкупниот број на вработени во секторот градежништво работат на црно и тоа навистина е проблем не само од делот и аспектот на плаќање на придонесите за задолжително социјално осигурување, туку овие работници немаат апсолутно никаква заштита во поглед на безбедност и здравјето при работа, па најчесто се случуваат повреди и несреќи при работа во секторот градежништво кои завршуваат и фатално, меѓутоа не одговара никој од работодавачите. Додека пак во угостителството и во туризмот, во екот на туристичката сезона, најмногу се злоупотребуваат работниците кои работат за некаква дневница без да им бидат платени придонеси и без да биде регулиран работниот однос. За жал, Државниот инспекторат за труд нема доволно капацитети за да може да излезе на терен и да ги изврши сите контроли. Ние како ССМ се обидуваме да им помогнеме за да ги таргетираме работодавачите кои прават вакви злоупотреби, меѓутоа капацитетите мора да ги зголемат за да може да има доволно инспектори кои ќе ги контролираат овие појави негативни во општеството. Доколку ние ги контролираме овие појави, доколку искорениме сивата економија во делот на работниот однос, верувајте дека 250 милиони евра на годишно ниво слевање на средства во буџетската каса ќе биде и како финансиска инекција за овозможување на сите барања на засегнатите групи. Може ли да ни кажете на кој начин како Сојуз
влијаете за зголемување на свеста за едно вакво прашање? Дали, односно, како ги едуцирате и информирате работниците да се справуваат со сивата економија, да не прифаќаат можеби такви услови за работа? Ние како ССМ, покрај тоа што трошиме финансиски средства за обука и едукација на нашите членови, се обидуваме преку разни кампањи да допреме до сите работници во државата за да бидат запознаени со нивните права од работен однос. Едно од нашите барање е над една година работен однос да значи неопределено време, склучување на договор за неопределено време за работниците да знаат дека по истекот на една година не може ниту еден работодавач да ги манипулира и да ги држи или со договор на дело или да ги плаќа под рака во плико или воопшто да не ги пријавува. Ние како ССМ ја имаме и дигиталната алатка ССМ мој работнички права, која навистина работниците користат за пријавување дури и на вакви појави за непријавена работа, и кога ќе направиме пријава преку Државниот инспекторат за труд при излегувањето на терен, секогаш се констатираат неправилностите и се казнува работодавачот. И еден од механизмите кои ние како ССМ го имаме направено е во таква ситуација работниците кои ќе бидат затекнати а не пријавени од страна на работодавачот во работен однос, работодавачот да мора задолжително да ги пријави во работен однос на неопределено работно време и при тоа да плати казна. Работниците мораат да бидат посвесни за нивните работнички права и мораат да знаат дека секаде каде што имаме синдикално организирање на ниво на компании и вакви појави не се случуваат, и тоа можеби треба да биде една од причините работниците уште утре да се зачленат во синдикат. Во рамките на овој разговор укажавте на и како што оценивте недоволните или слабите капацитети на инспекциите. Меѓутоа, може ли да ни дадете една ваша оценка за справувањето со сивата економија од страна на Министерството за финансии, исто како една повикана институција, бидејќи во рамките на работењето на оваа институција беше донесена стратегија, беше донесен акциски план за справување со сивата економија, меѓутоа дали се доволни овие напори кои што ги имаме на хартија? За жал, во Македонија во последно време се зачести појавата да имаме добри документи, добри закони, добри акциски планови, меѓутоа примената е навистина слаба. Доколку овие акциски планови и овие стратегии се применуваат од страна на надлежните институции, вклучително Министерството за финансии, верувам дека на Министерството за финансии му е многу поважно 250 милиони од задолжителните придонеси од социјално осигурување се слеат во државната каса. За жал, ние како синдикати сме упорни во борбата да се избориме против сивата економија и непријавената работа, меѓутоа затајува некако процесот кој треба да го води државата и да се погрижи оваа сива економија да биде во што е можно помал процент, за да може да просперира на крајот на криштата државата. Меѓутоа, повторно ќе нагласам, кога вие имате држава која сака да угоди на бизнисот, а бизнисот најголем процент ја подгрева сивата економија, особено со непријавувањето на работниците, со плаќање на плата во плико или пак продажбата на нивните производи кои оди и без фактури и на слични начини и слични злоупотреби, сметаме дека државата треба да вложи поголеми напори и да ги зајакне своите капацитети. Без соодветни инспекциски служби, без соодветен број на инспектори, тешко ќе се изборат колку и ние како синдикати да сакаме да помогнеме во целокупниот процес. Ви благодарам, Слободан, за денешниот разговор и впрочем за тоа што се одзвавте повторно на поканата за интервју. Ви благодарам на можноста. Македонски медиа сервис. mms.mk